Зборувате за обичниот човек, тоа е делот кој што го зборував преве да се доврземе. Точно е, за обичниот човек нема место во буџетот. Нема. Затоа што обичниот човек е човек кој што оди да стави гориво на бензинска, секој ден се качува горивото. Оди на пазар, цените на овошје и зеленчук се астрономски високи. Оди во маркет, секој дневно се качуваат основните животни намирници. И ви го давав примерот со месото, 340 на 370, а имаме најава дека за месец дена ќе биде повеќе од 500 денари кило свинско месо. Телешкото ќе биде преку 1000. А тој обичен човек, што е на Колешке Николова, работи на своето работно место за иста плата. И независно дали тој обичен човек работи во државно и во приватно, работи за иста плата. И затоа ви го споменав примерот со тоа дека најголемо понижување на човековото достоинство е да вие работите 8 часови секој ден, 5 дена во неделата минимум, а при тоа немате минимален животен стандард. И сама кажавте, со 2 минимални плати 2000 денари фалат. 2000 фалат. Така што генерално не ви држи тезата. И не ви држи тезата да се споредувате со 96-та, например, или со 98-та, или со 2008-та. Знаете ли зошто? Затоа што Скопје го фарбавте, кршевте и ветувавте подобра економска еднина и достоинство за она достоинство кое што јас зборувам. А денеска почитувам на Колешке не е 2018-та, па да имате кредити. Веќе сте 2 недели во 6-та година од власт. 6 години. Оливер Спасовски 8 година почна во Министерство за външни работи. Затоа ве молам кога зборувате, дали гледате дека имаме штрајкови секој дневно? Целни групи штрајкуваат, од стоматолози до обични работници, од производители на вино до производители на ориз. Не гледате дека државата ни е целата у штрајк. Зошто се трудите упорно да носите розови наочари? На кого ќе му помогне тоа? На оние од СДСМ што разговарате? На никого не му помага тоа. Верувајте. Ама, знаете ли што е разликата да гледате Собраниски канал од дома и да не сте пратеник и да бидете пратеник? Обврската императивот за нешто да се смени сега е во вашите раце. Со вашиот глас можете да некого многу да му помогнете или да му одмогнете. И тоа е одговорноста. Зборувавте за инфлација, по 4-ти пати вас да ви објаснам. Инфлацијата во Македонија започна во август 2021 средината, а во еврозоната во ноември, 40 кусур дена покасно. И второ, самата Народна банка кажува дека 40% од инфлацијата е домашна, а 60% е увезена. И јас не велам дека 6% не треба да има инфлација увезена. Тоа е. Ама 6 и 10 не е исто, почитува на Колешке Никола. Препоставаме дека за тоа треба да барате одговорност од економскиот тим во владата на Република Македонија. Зборувавте за Германија, за... Немојте ве молам да зборувате за Германија. Сам навистина вреѓате интелигенција. Во Германија посечна плата е 2000 евра, минимална плата е 1000 евра, 960, ама литар кој таму и тука е 2 евра. Овоше и зеленчук се иста цена, отворите да ги видите берзите. И немојте да зборувате за Германија, бидејќи не му верувајте на оној човек кој што дојде од Германија, кога донесе премиерот ваш у првите 50 дена, дека со 300 евра во Македонија се живеело исто како во Германија. Немојте и вие да заслужувате по таа матрица. Па не заслужуваат овие гаѓани тоа да го гледаат и да го слушаат од нас. Исто како во Германија сме живееле ние. Понатаму, викате, сега со овој ребаланс се штеди до максимум. Она зборам до максимум, 2 пати го... И вас ве прашувам, Ковачевски лажеше дека нема непродуктивни трошоци кога се правеше буџетов или кога се прави ребалансот, бидејќи 215 милиони непродуктивни кратите. Тоа значи дека за вас 215 милиони е така, за фрканција, да имате за трошок. Ќе ве молам, бидете сериозна, Колешке Николова. Понатаму викате вака, ние инвестираме во помош на граѓани и стопанство 76 милиони евра. И тоа е доволно. Минатата година зборувавте, овде кога иста оваа говорница, дадовме 1.150 милиони, тоа е доволно. Сега што е доволно? 1.150 милиони или 76 милиони? За вас се е доволно, како ќе доаат од владата, тоа е доволно. Господе Корева, на домашна култура не можам да работам, извинете.
Зборувавте за електрична енергија. Колешке сте прашале ли во ЕСМ, видите ги колку помалку е произведено енергија, струја, народски кажано, него ли преходно. Помножете го тоа по 200, 300 до 600 до 560 евра дојде, по мегават час и ќе видите зошто се во була и МЕПСО и електрани на Македонија. Ова зборувавте за ситен инвентар, грејење, ладење по министерствата и вас ве прашувам, никој не одговори, може би ќе стане за мене некој министер да одговори, колку ќе се покачи електричната енергија, ако сите или и парното. Ако сите институции се греат или на парно, или на електрична енергија, ако некои ставки се качуваат за грејење 30%, некои 180% по институцииве, кажете ни колку ќе биде покачувањето, овој народ да има предвидливост, да знае што да прави во иднина. Зборувате замрзнати беа цените, сега ги одмрзнавме и им ги замрзнавме маржите на трговците. Браво. Економска мерка пар екселанс. Економска мерка, што да ви кажам. И тие фирми што малце ви го полнат буџетот, ќе добијат рестрикции. Бидејќи сте неспособни и бидејќи сте банкрот блуз бенд влада и немате да им помогнете со реални средства на фирмите, туку под репресија ги држите со цел и тие полека да пропаѓаат, само вие гласови по полека да губите, а сега ќе ги изгубите на крај и тие што ги имате. И на крај, со тоа ќе завршам и нема да ви земам потоа реплика. Штувана колешке, се е во ред, ама не е во ред да не си стоите на зборот и не е во ред да злоупотребувате. Јас македонскиот јазик и Бугарија ја спомнав како пример зошто ги намалуваме за 30% средствата за ДКП-ата, за конзуларните представништва. И кажав дека ако вчера добивме нокаут од Бугарија, нели на оваа држава и требаат повеќе средства за меѓународна политика, за амбасади, за конзулати со цел да шириме нашата вистина. А вие тука ми држите предавања за македонскиот јазик и злоупотреба. На кратки стази злоупотреба, почитувана Николова, не е добро. Не е добро ниту за вас, ниту за тие што ве гледаат, а уште помогу за тие што ги представувате. Благодарам.